Амбасадата на Република Словенија денеска му подари традиционален словенечки пчеларник на Земјоделскиот институт при Универзитетот Кирил и Методи. Под мотото "Пријателството е таму каде што се пчелите", настанот што се случи во единицата Институт за Орис во Кочани го истакна значењето на пчелите во зачувувањето на природата и словенечката поддршка на македонското пчеларство. Предаемо ову Ја предаваме оваа символична донација во чест на Светскиот ден на пчелата, кој од декември 2017 се одбележува по иницијатива на Словенија. Смислата на овој ден не е само да се сврти вниманието кон овие значајни суштества во нашиот секојдневен живот, туку тоа е поттик за дебата за нашето однесување кон планетата, да размислуваме за тоа како да ја јакнеме свеста против климатските промени. Пчеларството може да ги поврзува Словенија и Македонија. Боштајн Ноч, председател на Пчеларската асоциација на Словенија, ја изрази подготвеноста за пренесување искуства и знаење на македонските пчелари. Посебно задоволство е што реализираме уште една соработка со Словенија, каде пчеларството од секогаш било на пиедесталот од словенечката култура. Задоволство што имаме можност да го продлабочиме традиционалното пријателство, кое е од особено значење и за нашите евроинтеграцијски процеси. За нас е многу важен моментот што настанот се случува на теренот на Институтот за Орис, што ја покажува поддршката и соработката со науката, која треба да биде водилка во пчеларството. Пчеларството и неговиот развој во источниот регион е од особено значење за зачувување на природата. Климатските промени и луѓето ја загрозуваат пчелата, а во пчеларството наоѓаме баланс меѓу човештвото и природата. Ние луѓето зависиме од пчелите. Тие се опрашувачи на храната што ја конзумираме. Министерот за земјоделство Трајан Димковски изрази подготвеност за сериозна и одговорна мисија за заштита на пчелите и се поголем развој на пчеларството во Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го препозна значењето на пчеларството и во изминатите 4 години воведе подобрување кои поволно влијаеа кај пчеларите и стимулираа зголемување на интересот, особено кај младите земјоделци и кај руралните жени. Со уведување на законската рамка за продажба од куќен праг, пчеларите се стекнаа со можност на легален начин да го продаваат медот и пчелните производи. Внимававме да бидат соодветно стимулирани и оние пчелари кои произведуваат органски мед, а и оние чии кошници со пчели се поставени на повисоките места во подрачјата со ограничени можности. Предавањето на традиционалниот словенечки пчеларник се организираше со поддршка од Сдруженијето Јадрена група на пчелари Меден Исток од Кочани. Согласно најновата одлука на владата на Република Северна Македонија, од 15 ноември годинава за влез во секаков вид отворен или затворен објект ќе треба сертификат или потврда за вакцинација против COVID-19 со 2 дози или потврда за прележан COVID во последните 45 дена. Одлуката се однесува на пристап до сите видови објекти од затворен и отворен тип, односно кафулиња, ресторани, барови, ноќни клубови, хотели, бензински пумпи, казина и обложувалници, како и за учество на настани како што се концерти, семинари, обуки, курсеви, состаноци, конференции, спортски и културни настани, кои ќе треба да бидат исполнети до 50% од капацитетот на просторот. Владата од 15 ноември дозволи да се отворат и ноќните клубови и баровите, само под услов посетителите да се целосно имунизирани. Согласно постојните протоколи во угостителските објекти и понатаму треба да се обезбеди растојание помеѓу столиците од 1,5 до 2 метра со соседните маси во сите правци, поради што веќе е преполовена можноста на бројот на гости кои можат да престојуваат во угостителските објекти. Денеска во Кочани во рамки на кампањата од вториот круг на локалните избори, заедничка пресконференција одржаа председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на Кочани Љупчо Папазов. На пресконференцијата председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски ја искористи приликата да ги повика гласачите в недела масовно да излезат на локалните избори и да ја дадат поддршката за кандидатот на ВМРО ДПМН. Неколку дена пред вториот круг
Мојата порака до жителите на Кочани е да излезат масовно на локалните избори, да го заокружат бројот 7, да заокружат за Лјупчо, затоа што на тој начин можеме сите ние заеднички да создадеме нова иднина која што ќе го порази ова политичко мочуриште и ова наша погрешна реалност која што денеска ја живееме. Да застанат заедно со победничката нова иднина која што ќе ги победи овие локални избори во Македонија, за да можат сите оние проекти кои што се значени за народот на Македонија да бидат реализирани, кои што се значени за народот на Кочани. Мојата порака е дека со останување дома, тие ќе мислат дека тоа што досега го работеле било исправно и дека на тој начин повторно успеале да не излажат и дека на тој начин ќе продолжат и понатаму да ја распродаваат и плячкаат нашата Македонија и народот на Македонија, народот на Кочани. Затоа излезете масовно, заокружете го бројот 7, заокружете за Лјупчо Папазов, заокружете за заеднички да создадеме нова иднина на промени, иднина на проекти, иднина на победа. Кандидатот за градоначалник на Кочани Лјупчо Папазов во своето излагање се заблагодари за поддршката на матичната партија за кандидатурата, како и на граѓаните, при што ја побара нивната поддршка и во вториот круг од изборите. Голема благодарност до мојата матична партија, благодарност до председателот Ницковски, благодарност до граѓаните на општина Кочани кои го дадеа својот глас за број 7. Ги повикувам сите да ги казниме погубните политики кои ги води Социјал-демократскиот сојуз. Да ја казниме ова локална самоуправа која му помогна на Заев да тргува со основните национални вредности. Секој глас за Николчо Илиев е глас за Зоран Заев. Затоа, почитувани сограѓани, на 31. излезете, гласајте за број 7. Гласајте за промени, гласајте за проекти, гласајте за победа. Новоизбраниот градоначалник на општина Виница Миле Петков денеска ја презеде функцијата од досегашниот градоначалник Ивица Димитров. На официјалното примопредавање што се случи во кабинетот на градоначалникот во зградата на општина Виница, поранешниот градоначалник Димитров го запозна својот наследник со работата на општината, тековните активности и отпочнатите проекти. На средбата, новоизбраниот градоначалник Петков истакна дека ќе продолжи со реализација на отпочнатите проекти и реализација на нови за подобри услови за живот на виничани. Денес и официјално ја преземна функцијата градоначалник на општина Виница. Досегашниот градоначалник Ивица Димитров ме запозна со актуелната состојба во општината, ги презентираше проектите кои се започнати и кои се во тек на реализација. Ние во наредниот период ќе продолжиме со нивна реализација. Општина Виница ќе биде отворена за сите и јас ќе стојам на располагање за сите граѓани. Ќе ја вратиме изгубената доверба на граѓаните во институциите и во носителите на јавните функции. Институциите кои што се под надлежност на локалната самоуправа ќе бидат вистински сервис на граѓаните и ќе ја направиме општина Виница подобро место за живење. На примопредавањето на функцијата, досегашниот градоначалник Димитров порача дека виничани очекуваат и заслужуваат да продолжи развојот на градот, за тој да биде модерна и урбана средина за живење. Еве, денес направивме примопредавање со новиот градоначалник на општина Виница Миле Петков, каде што беше запознаен за моменталната ситуација, тоа за проектите кои се во тек на реализација и проекти кои ќе бидат реализирани во наредниот период. Оставени се повеќе проекти во завршна фаза, меѓутоа и доста проекти кои што се со одобрение за градба и техничка документација. Се надевам дека општина Виница и понатаму ќе продолжи да се развива како што треба, дека граѓаните на Виница ќе бидат задоволни, не само до сега, туку и понатаму и секој пат ќе стојам на располагање за било која потреба која што е во интерес на општината. Миле Петков доаѓа на градоначалничката функција со победата во првиот круг од локалните избори, како кандидат на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија.
Во Зрновци денеска официјално беше извршено примопредавањето на функцијата градоначалник на општината, помеѓу досегашниот градоначалник Блаже Станков и новоизбраниот Борчо Коцев од ВМРО ДПМНЕ. На првиот работен ден како градоначалник, Коцев пред медиумите вети целосна реализација на предизборната програма, во која се сместени стотина проекти за реализација во текот на 4-годишниот мандат. Денес ја извршивме примопредавањето на функцијата градоначалник на општина Зрновци со господинот Блаже Станков, за кој неизморно му благодарам за поддршката што ја даваше цело време во кампањата и изборниот процес. Јас се чувствувам спремен и способен, заедно со Советот на општина Зрновци, вработената стручна служба во локалната самоуправа, локалните институции, да ја реализираме во целост програмата која што настапивме во изборниот процес, а која што содржи преку 100 проекти, решенија и идеи. Коцев ја искористи приликата да се заблагодари на жителите на Зрновци за укажаната доверба да биде градоначалник во следните 4 години. На примопредавањето на градоначалничката функција, досегашниот градоначалник Станков му посака успех на својот наследник и реализација на ветените проекти во предизборната програма. Навистина ми беше чест и задоволство да бидам прв човек на општина Зрновци во изминатиот период. Оваа прилика сакам да се заблагодарам на граѓаните на општина Зрновци што ми дава доверба. Се заблагодарувам исто така на вработените во општинската администрација за успешната соработка со кој што неуморно работевме и при тоа реализиравме голем број на проекти со кои се надевам дека ги подобривме условите за живот во општина Зрновци. На новиот градоначалник, новоизбраниот градоначалник, му посакувам успешна работа. Борчо Коцев доаѓа на градоначалничката функција по победата во првиот круг од локалните избори, како кандидат на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова за Македонија, со разлика од 200 гласови пред својот против кандидат Виктор Ангелов од СДСМ. Амбасадорката на Соединетите Американски држави Кейт Мари Брнс вчера престоеше во официјална посета на компанијата Amphenol Technology Македонија. На официјалната и срдечна средба со директорот на Amphenol Сашко Наков, американската амбасадорка ја истакна поддршката и признанието за работата и значењето на Amphenol како еден од релевантните стопански субјекти во македонската економија. При посетата беа разменети информации за тековните и идни процеси во Amphenol. Американската амбасадорка и членовите на делегацијата ги посетија и производствените погони и се запознаа со најновите проекти на Amphenol, а ја разгледаа и најновата производствена хала, која е во фаза на финално доопремување со најнова и софистицирана опрема. На обострано задоволство, со одлични импресии и позитивни пораки, оваа значајна посета од страна на американската амбасадорка во земјава уште еднаш го потврди значењето на Amphenol, кое е признато и валоризирано и од страна на дипломатските представници од највисок ранг.